сум третиот глас на црквата. Ова е трета проповед во која од серијата Гласовите на црквата. Прво беше пастор Живко и минатата недела слушавме Ребека. Така што сум навистина привилегија ми да бидам денеска да стојам пред вас во оваа улога и да споделам она што Господ го има за сите нас, верувам, да го споделам она што Господ мене ми го спорува некое време. И да ја споделам вистината која што се наоѓа во Словото Божјо. И како што и Живко спомна денес, едноставно славењето е она што верувам дека е централниот фактор за нашиот христијански живот и јас веќе пишував на таа тема и сакав да вистина да споделам тоа што Бог мене ми го зборуваше додека го пишував тоа, што научив, но и што всушност значи славење. И прв пат кога јас го слушнав терминот славење, беше на детски час во не знам која година, ама бев околу 7-8 години. И имавме богослужба и тетката што ни го водеше часот за деца. Ние бевме малце нетрпеливи да одиме во соба, а таа тетка сега ми е свекрва. Баш ми текнува и вика, и кога ја прашавме кога ќе одиме на детски час, вика после славењето. И мене тоа ми беше многу чудно, затоа што не е општа именка, како проповед, молитва, причест или не знам нешто друго од службата. И многу чудно ми звучеше славење, бидејќи тоа е една глаголска именка. И тоа многу ми остана во сеќавање, бидејќи првпат слушнав дека нешто така се дефинира и дека тоа така се вика, тој дел од богослужбата. Едноставно имаме сега песни со славење. И она што сега го разбирам уште повеќе дека славењето всушност и е дејство, славење, тоа не е само нешто кое што го правиме некогаш, туку е активно дејство во нашиот живот. И кога сега ќе зборуваме за славењето во целост, не само славење и обожавање на Бог со музика, што е исто многу важно, туку ќе зборувам за славењето како центарот во животот на христијанинот. Бидејќи ние сме создадени да го славиме Бог. И славењето има повеќе аспекти, и ќе ги спомнам понатаму кои се тие. Што значи да се слави Бог? И ќе видиме што значи тоа и кој како може да го слави Бог. И како што знаете, јас веќе многу години сум во славењето со музика, со песни, со сето тоа сум вклучена. И први некои почетоци од тоа, можам да кажам дека се кога имав 10 години во нашата црква, јас и мојата најдобра другарка, што сега ми е Золва, пеевме заедно пред сите повремено, пеевме некои песни, некогаш пеа на англиски, некогаш пеевме во два гласа, нормално песни за слава на Бог. И тогаш ми беше многу интересно и на сите им беше тоа исто интересно дека пеевме во два гласа. И јас за мене беше тоа најнормално, мислев дека така сите знаат да пеат и тоа ми беше предизвик да ги најдам песните кога пеевме во црква, како да испеам, кај да испеам. Дури еден момент мислев дека сама можам да испеам два гласа. Бидејќи така мислев дека имам слушнато некој, пробував да ова не ми успеа и мислев дека се разочарав, искрено мислев дека не ме бива веќе. Ама си мислам, замислете да ми успеало тоа. И од секогаш знам дека сум била во тоа вклучена, сум уживала во тоа, сум пеела, сум сакала да го славам Бог на тој начин. И во мојот повик и одат со славењето, имаше сезони во кои бев заинтересирана искрено само за музиката. Бев и на средно музичко и студирав малку музика и едноставно тоа ми беше, и тоа не е ништо лошо, само споделувам дека тоа ми беше целта, сакав да станам саксофонистка, бидејќи свирав саксофон. Имаше една Кенди Далфер што ми беше идол и ја гледав неа, ја слушав и бев многу фасцинирана и сакав и јас еден ден да станам саксофонистка и окей ми одеше, само на крај не продолжив многу со тоа. Иако свирав и на еден концерт, дури саксофон, еден Божји концерт кој го организиравме со Живко. Како и да, имаше периоди на вистина, тоа ми беше целта, не сакав друго да правам, освен само музика да се бавам. Меѓутоа, како што минуваше времето, сватив дека Бог ме повикал за нешто друго, со музиката, меѓутоа за нешто друго. И требаше да разберам што значи славење, што значи тоа. И како што минуваше времето, јас го практикував, но исто така ме потекнуваше да истражувам што е тоа. И затоа, дојде ред кога
истражував малку подлабоко за тоа, бидејќи верувам дека не можам да славам, не можеме да славиме правилно доколку не разбираме што значи славење. И тоа прво за мене си го кажав. Така што, како што кажа Живко, нешто од ова што ќе споделам сега ќе биде истражувањето кое го имав за мојата дипломска. И дел од тоа ќе биде, бидејќи тоа е преопширна тема и верувам дека ќе треба цела вечност буквално да истражуваме таа тема, што значи да се слави Бог. И како, на кој начин да го славиме, кој е Господ всушност. И да почнеме со првото прашање, што е славење, ова наедноставното. Знаете, кога ќе ве праша некој наедноставно прашање, мислите како, нема да го учам тоа, уствари тоа ќе испадне на крај дека не го знаеме што е. Во музичко кој имавме испит за приемен, учев многу работи, бев многу под стрес дека не ги знам прашањата, ги повторував, ама не научив што е скала. Знам што е скала, ми дојде наред прашањето и не знам што е скала. Не знам да го дефинирам. Јас знам што е скала, да свирам, знам да ти кажам што е, вака, не знам дефиниција. Така што е славење? Славење или обожавање на Бог е соодветниот, вистинскиот одзив или одговор на објавата на светиот Бог, на славата. Значи Бог нам ни се откри, неговото откровение на своето создание. Тој ни се објавува и нашиот одговор кон тоа негово објавување е всушност слава, дава слава на Бог. Тоа е правилниот одговор на неговата објава. Бог е во центарот на се, тој е почетокот и крајот и тој е Бог кој е полн со слава. Затоа славењето е центарот на христијанскиот живот. Тоа ќе ни биде главната тема. Значи центарот на христијанскиот живот е да го прославиме Господ. А за да разбереме што значи тоа подобро, најпрво ќе погледнеме кој е Бог. Кој е предметот на обожавање? Што всушност, кого ние обожаваме, кого славиме и зошто го правиме тоа? Можеби некогаш пак ќе кажам, овие наједноставни прашања, добро доаѓаме во служба, на служба треба да го славиме Бог, но зошто го славиме Бог? Што е, зошто го правиме тоа воопшто? Која е суштината? Господ е свет Бог. И светоста и славата се двата епитети кои се користат за неговата природа. Значи само Господ е свет и само Господ е полн со слава. И еве како еден теолог Рос П. Ален, ако има слайд, сакав да го видите, затоа што некојаш овие дефиниции нема да ни звучат многу лесно. Вели да се говори за Божјата светост е да се изјави дека нема никој како него. Значи само Бог е свет, нема апсолутно никој како него. И дека тој ја поседува апсолутната моќ и совршеност, и да се говори за Божјата слава е да се изјави дека тој е првенец во постоењето и дека целата вселена е исполнета со докази и сведоштва за неговата значајност и божественост. Значи Бог е апсолут, нема никој како него. Нема никој кој е свет, нема никој кој е полн со слава. И само Бог може да биде свет и само тој може да биде Бог на силата и славата, бидејќи тој е почетокот и крајот, алфа и омега, тој е создателот на апсолутно се. Еве еден краток контекст за тоа во кој Бог веруваме. И од огромна важност од друга страна, сега ние веруваме во Бог, еве веруваме, изјавуваме вера, кажуваме ти веруваме Господе, но дали некој сме прашале каква слава или кое славење на Бог му е прифатливо од нас? Затоа е многу важно да видиме што кажува Библијата за таа работа. И она што мене во цело тоа истражување, знаете, кога збориме за славење, кога збориме за пеење, тоа е секогаш нешто кое навистина е прекрасно, не ослободува и има најчесто се најубавите моменти и може да се присетиме на некои преубави искуства во славењето, дали е со песна, дали е во молитва, но многу ретко, скоро никогаш не помислуваме на славењето во контекст на стравот. И мене тоа најмногу ме фасцинираше во целото тоа истражување дека прифатливото славење кој Бог го прифаќа од нас е славењето со страво почит кон нашиот Бог. И за стравот не се зборува често, најмалку во контекст на славењето, пак ќе кажам, но во Исаја 6, 2-5 запишано е ова. Исаја вели: тешко мене пропадна, зашто сум човек со нечисти усни, живеам во народ со нечисти усни, а моите очи го видоа царот. А контекстот е дека кога Исаја добива визија од Господ, гледа како го слават серафимите
И велејќи свет, свет е Бог, а тогаш во тоа сознание Исаија гледа и вика тешко мене, бидејќи јас сум грешник. Пред кого стојам јас? Пред овој свет Бог, кој го слават сите серафими, цела небеса го слави, а кој сум пак јас? И тогаш доаѓа тој момент на страво почит пред нашиот Бог. Страв, бидејќи сме свесни, стануваме свесни кои сме ние. Стануваме колку сме ние грешни, извалкани, нечисти, недостојни да стоиме пред тој Бог. И најчесто нашиот одговор, кога доаѓаме пред Бог, треба да биде тоа тешко мене. Зашто кој сум јас, а кој е Бог? И во негово присуство, тогаш следува длабока свесност за грешноста, следува кајање и следува страво почит. Можеби ни е тешко и можеби не сакаме да го поврзаме стравот со Бог, бидејќи нормално дека знаеме исто така дека Господ е милостив, Господ е Бог на љубовта, Господ е Бог на мирот, Господ е Бог на слободата, Господ не возлюби и тоа секако е вистина. Но кога зборуваме за ова, многу е важно да разбереме како е поврзан стравот со славењето наше. Бидејќи најчесто стравот е во негативен контекст. Ако збориме страв и Бог, најчесто всушност мислиме на како ние се плашиме Бог кој е еден неправеден судија, кој што сега едва чека да сгрешиме и ние во страв трепериме цело време, не дај Боже да го сгрешиме и толку од нас. Но не во тој контекст, бидејќи Господ, како што знаеме, е милостив, а како ќе го разбереме во правилна смисла на зборот овој страв, е еден обид за дефиниција, кој што се обидов да го извлечам, а тоа е моќта на светиот Бог е застрашувачка. Значи, не знам дали некојаш сме свесни, јас не размислувам доволно за тоа. Колку е моќен Бог и колку е тоа застрашувачко. Еве, ако се најдеме пред некој голем споменик или големи планини или врвови, јас верувам дека сите добиваме некој момент на воодушевување и се чувствуваме мали. Колку повеќе Господ. Замислете која моќ ја има и неговата моќ е застрашувачка, но ова но е многу важно. Но неговата слава привлекува со восхит и резултира во славење. Неговата слава е таа која што нас не исполнува и не воодушевува и ние му даваме слава. Без страв од Господа, без страво почит, нема да имаме вистинско славење, затоа што ние ќе го земеме Господ здраво за готово, ќе мислиме дека не е толку важно на кој начин и како му правиме и нема да му дадеме важност како што треба да му дадеме. Иако Господ не повикува да дојдеме такви какви што сме, тоа е целата поента. Ние не може да дојдеме совршени пред Бог. Но Господ, иако не повикува какви што сме, сепак да не забораваме кој е Тој. Тој е врховната власт и авторитет на целиот универзум, на апсолутно се што постои, пон со слава, свет Бог. И ако му даваме млитава слава на тој Бог, тоа е затоа што ние тогаш не го сваќаме сериозно. И затоа треба ова да ни биде една од водилките кога се молиме, кога одиме со нашиот Господ, да знаеме пред кој величествен, прекрасен Господ стоиме и да му дадеме чест и слава. Бог е неисцрпен, затоа и неисцрпна е неговата слава. И ако бараме во Библијата, ќе најдеме безброј места кои што зборуваат за негова слава, кои што зборуваат за тоа како треба да го славиме него. Како да во пракса да го славиме и што значи всушност, која важност ја има славењето. И во Стариот Завет, ако одиме, ќе најдеме многу места каде што Бог специфично им објавува на своите водачи, на своите слуги како да изградат шатор на средбата или скинија, како да го изградат храмот, како да се направи тоа сето тоа за да може Бог во центарот на тоа да стои светиње на светињите, кој што е најсветото место и каде што самиот Бог пребива, каде што дури ни свештениците некогаш немаа пристап. И беше толку специфично затоа што Бог сериозно ја разбира својата слава. Во тоа време, тогаш начинот на кој му даваа слава беше со принесување на жртва, беше со молитва кон Господ, читање на Словото и тие беа со многу детални инструкции од Бог. Ако читате во Стариот Завет, во Излез посебно, ако читате, значи толку детално напишано како да ја направат шаторот на собирање. Шаторот е на собир или на средба, да се извинувам,
е таму кај што Господ сакаше луѓето да дојдат и да го слават. И во Стариот Завет исто така псалмите. Мислам дека сите имате слушнато за псалмите. Дури ако не сте во црква, знаете од прилика што е псалм. Псалмите се неверојатен извор и неверојатен дар од Господ за да го славиме. Има многу видови на псалми со повеќе намени, но многу од тие псалми се стрикно направени и напишани за славење. Дури имаат инструкции со инструменти да се свират и како да бидат, кои што ние до ден денес ги употребуваме и верувам дека до крајот на светот ќе ги користиме за славење на Бог. Во Новиот Завет пак дојде Исус, веќе немаше потреба од жртва да принесуваат жртва, бидејќи Исус беше жртвата. На тој начин веќе народот не треба, ние денеска не треба веќе на тој начин да го славиме Бог со жртви, затоа што Исус дојде и добивме директен пристап. И можеме да го славиме било каде, во било кое време. Имаме пристап до Божјото присуство. Бог е помеѓу нас. Никој од нас сега не е издвоен од средината на храмот или од средината на црквата. Важно е да се собираме заедно, да го славиме Господ секогаш и едноставно да му дадеме чест и слава на Бог. Исус поучуваше за славењето, а и апостол Павле зборува за тоа. И затоа ќе прочитам Ефесијаните 5, 15 до 20, кој има стихот, мислам овој текст тука. Ова е интересен текст и навистина има многу што да се извлече, многу што да се каже. Ќе го понакратко ќе го разгледаме, но имаме прекрасни инструкции и детали од Павле кои ги дава за тоа како треба да живееме и всушност каков плод дава тоа живење. Ќе го читаме Ефесијаните 5, 15 до 20. Па така, внимавајте добро како живеете, не како безумни, туку како мудри. Ползувајте го времето, зашто дните се лукави. Затоа немојте да бидете неразумни, туку распознајте што е волјата Божја. И не опивајте се со вино, во него има разврат, но исполнете се со дух. Разговарајте меѓу себе со псалми и славословија и духовни песни, пеејќи и воспевајќи го Господ во срцата ваши. Благодарејќи му секогаш за се на Бога и Отецот во името на нашиот Господ Исус Христос. Амен. Овде Павле, ќе видите, ќе забележате сега дека Павле користи контрасти многу. Вели, не живеете како безумни, туку како мудри. Немојте да бидете неразумни, туку распознавајте која е Божјата волја. Не опивајте се со вино, туку исполнете се со духот. И тие контрасти на вистина доловуваат она главна поента која што секој христијанин треба да ја научи. Затоа што можеби едноставно звучи не живеете како безумни, туку како мудри. Па добро, логично, некако ако не живееме како безумни, ќе живееме како мудри. Тоа е, секој ќе ти каже живеј како мудар, или нема да ти каже некој живеј без знаење. И пак повторува, не како неразумни, туку да распознаете, туку да имате увид во некои работи. Не со вино, но со светиот дух, што е многу важно. Бидејќи во виното, вели вака, има разврат, а во духот распознаваме Божјата волја. Која разлика? Иако виното во моментот може би дава некое задоволство, некоја слобода, Светиот Дух го дава оно што никое вино, ниту еднаш, никогаш не може да го даде. А тоа е увид во Божјата волја. И во 15 и 18 стих, се извинувам, тој во 16 стих веќе кажува дека нашето време мора да го ползуваме паметно, затоа што дните се лукави, дните се зли. Павле предупредува и тоа е всушност и уште еден се поврзува со значењето за последните времења. Кога ќе се каже во Библијата дека дните се лукави, дните се зли, се мисли на последните времења. Значи немаме време. Сериозна е работава, дајте да живееме мудро, не безумно, разумно да живееме, да имаме увид во Божјата волја. И веќе во 19 стих доаѓа со она кулминација. Зошто и што е резултатот со тоа? Вели, разговарате меѓу себе
Или адресирајте се, комуницирајте меѓу себе со псалми и славословија, не знам како е другиот превод на македонски, ама со духовни песни или химни, да кажеме, пеејќи и воспевајќи го Господ во срцата ваши, благодарејќи му секогаш за се на Бога и Отецот во Господ Исус Христос. Тука го спомнува и целото и тројството, Бог, Отецот и Исус. Затоа што ако нашиот живот, ако живееме мудро, ако живееме исполнети со Духот, резултатот ќе биде дека ќе го славиме нашиот Господ. Заедно, во единство, во едно тело, ќе дојдеме пред нашиот Господ и ќе му пееме песни за славење. И воспевајќи, всушност во грчки, зборчето псало, кај нас се вика пеење и воспевање, ама всушност значи да го славиме Господ со песна, буквално да му дадеме чест и слава на Бог. Ако сме заедно, ако живееме мудро, ако живееме според овие нешта кои што ни се дадени, ако го одбираме Господ, ако го одбираме Духот, а не нашите патишта, тогаш ние ќе можеме да му дадеме чест и слава на Господ. Како ќе го славиме Бог ако не сме исполнети со Духот? А ако сме исполнети со Духот, тогаш ќе имаме благодарствена песна, како што е 20 стих. Тогаш ќе имаме благодарствена песна кон нашиот Господ. И ќе го славиме Неговото име. И најважно се увид во Неговата волја. Што значи тоа? Тоа значи дека кога ние доаѓаме пред Господ и ние го славиме, Господ е тука, се спушта со својата слава и ние можеме да бидеме во една длабока поврзаност со Него до таа мера што Господ ни дозволува да имаме увид во Неговата волја. Ете, тоа е оно што славењето го носи, затоа што некогаш можеби не знаеме што доживуваме, кога ќе се спушти славата на Бог, кога се молиме, кога сме во моменти кога Господ зборува, кога Господ ја гледаме Неговата слава. Тогаш, во тие моменти, знаеме дека не ни е потребно ништо друго, освен да останеме тука и да не се заминеме. Божјата слава е величествена, Божјата слава е голема. И ако го славиме Господ, ако нашиот живот е центриран околу славење на Господ, ние ќе имаме увид во Неговата волја. А Неговата волја е совршена, Неговата волја е праведна. Неговата волја е секој дете Негово да биде во Негово заедништво. Спомнав во 16 стих дека Павле зборува за дните кои се зли и лукави. Како го ползуваме времето? Дали мислиме дека навистина има време? Јас кога бев тинејџер, тогаш имавме многу активно тинејџерски часови, Живко беше младински пастор и Бог многу ми зборуваше тогаш во тие моменти. Веќе Живко студираше теологија и навистина имаше прекрасни поучувања, имавме прекрасно заедништво, многу млади имаше. Ама јас во тие моменти, иако многу чувствував дека Господ е тука, јас стално викав, ма има време, малце јас посериозно да се позанимавам со таа работа. Сега ми се прави нешто друго. Сега сакам да играме игри. Сега сакам, не знам, да излеземе негде со друштвото. Буквално тоа си мислев, има време, сега не морам одма тоа да го правам. Додека не сватив дека нема време. Затоа што дните се зли, секој ден ни е дар од Господ. Не може да се расфрламе со денови, ги немаме, значи само денес ни е ветено. Денес треба да го славиме Господ, денес треба да го ползуваме времето, денес треба да живееме мудро, наспроти неразумно. Денес треба да сме исполнети со Духот, наместо со било што друго. Денес треба да му дадеме слава и чест, бидејќи денес Господ ни ја дава таа милост и тоа е тука со својата слава. Последните денови, како се поврзани со славењето? Дали размислуваме некој за последните времиња? Што значи тоа? Тоа исто така знае да разбуди страв, бидејќи нас тоа не ни е познато на никој од нас, освен тоа што Господ ни го има кажано. Него, кога во Новиот Завет веќе дојде јагнето, дојде долго очекуваниот Месија. Ке се вратам само малку назад, за контекст. Кога дојде долго очекуваниот Месија, Исус Христос, се исполнија старозаветните пророштва. И се исполнија старозаветните пророштва и за последните денови со Неговото прво доаѓање. И тие ќе продолжат тие ветувања и тоа исполнување се до Неговото второ доаѓање. Значи, кога Исус дојде на оваа земја како бебе,
Веќе се исполнија пророштвата за последните денови, бидејќи кога тој дојде на оваа земја, ние влеговме веќе во таа сфера на последните денови. Бидејќи откако Исус дојде, ние живееме во тоа време и чекаме Господ кој ќе дојде со своето второ доаѓање. И тогаш се отвори таа инаугурирана есхатологија, која што во превод значи најавена есхатологија, а есхатологија е делот од теологијата кој се бави со смртта, судот и финалната дестинација на душата и човештвото. Ако го слушнете зборот есхатолошко, есхатологија значи се работи за таа теологија, за крајните времења, за смртта, судот и второто Христово доаѓање. Се бави со последните денови. Тука е всушност тој концепт кој што знам го имаме спомнувано повеќе од нас, веќе, но се уште не. Тоа значи дека ние сме, тоа не се работи само за тоа што Бог ќе го направи, значи што така размислуваме, во некои идни денови, кој ќе дојде крајот на светот, Бог тогаш така и така ќе биде, туку се работи и за она што Бог го направил порано и за она што сега го прави. Бидејќи сега во моментот, дека иако живееме во почетокот на последните времења, како што го разбра и апостолите, ние го примаме спасението од Исус овде и сега. Значи, ние нема да примеме спасение еден ден. Ние веруваме дека сега, моментот кога ќе кажеме да на Исус, кога ќе го примеме во нашиот живот, веднаш добиваме спасение и вечен живот. Иако се уште сме во исчекување на конечното исполнување на времето. А зошто е ова важно? Уште едно, зошто е ова важно сега? И зошто го кажувам ова? Ќе прочитаме и во Откровение уште малку кога Бог му дава видение на апостол Јован. Она што го открива на него е дека од многуте работи што му ги дава како визија е дека славењето никогаш нема да запре. Ќе остане довека, ќе го надживее и крајот на оваа земја, како што ги надживеал веќе сите временски разлики, транзиции во историјата, секакви историски случаи. Замислете, славењето никогаш не престанало. Што ли не се има случено, и баш кога истражував беше интересно дека тој момент дека Господ се грижи да славењето да остане. Господ се погрижува дали ќе ни го даде храмот, црквата, своји апостоли, своји ученици, своји водачи. Господ го одржува славењето, бидејќи тоа е најважно. Никогаш тоа нема да престане, не престанало и никогаш нема да престане. Бог обезбедува се за ние да можеме да го славиме. Есхатолошката вистина за славењето сега е дека се случува сега овде, додека сме учесници во последните дни и ќе остане за секогаш, бидејќи ќе има нова песна, нова музика на спасение и на победа. И токму поради тоа е централно во нашиот живот. И мора да биде целосен фокус. Бидејќи тоа не е нешто кое што може и без тоа. Славењето не е опционално. Тоа е се што еден христијанин треба да прави. Бидејќи тоа е вечно. Бог е вечен. Славењето, слава на Бог да му дадеме вечно. Неговата слава е вечна. Да бидеме со целосен фокус на јагнето, со поглед кон небесната слава, која што ќе дојде и која е присутна и сега, и кон славата која што доаѓа, и бидејќи ова земно славење е индикатор за небесното славење. Се тука ние славиме, но ние не славиме што ние така го измисливме тоа. Тоа Бог го има дадено кај нас, бидејќи е отслик и рефлексија на небесното славење кое што ќе го имаме. Сега славиме и ќе славиме и понатаму. И на тој начин сите сме учесници во небесното славење, дури сега и дури овде, кога пееме, кога се молиме, кога сме заедно во црква. Ние сме заедно во цела небеса, во тој момент го славиме нашиот Господ. Ќе прочитам Откровение 5, 9 до 10. И пеја нова песна, велејки: достоен си да ја земеш книгата и да ја искршиш незините печати, зашто ти беше заклан и со својата крв не откупи за Бога од секое колено, јазик, народ и племе, и не направи пред нашиот Бог цареви и свештеници, и ќе царуваме на земјата. И пеја нова песна. Нова песна.
песна на славање, песна на победа, бидејќи Господ на крајот од времето ја извојува победата. А цело создание на крај ќе го слави. Секој јазик вика, секој народ, секој племе кој поверува, секој кој поверува во Господ, ќе биде откупен преку крвта на Исус и тоа е ветување од Господ кој ќе биде исполнето за секој еден кој што ќе издржи трката до крај, кој ќе истрае. И тоа е ветување од Господ, а Господ секогаш ги исполнува своите ветувања. И колку е христоцентричен овој текст, бидејќи го славеа јагнето, веќе жртвата беше дадена, јагнето Исус е јагнето, него го славеа. И тоа го слават 4 животни и 24 старешини, кои што и понатамо ќе ги видиме во друг текст. И истиот збор за песна, овде кој се користи, е искористен и таму каде што Павле пишуваше во Ефесијаните да пееме песна на нашиот Господ, да го славиме Господ. Истата песна ќе ја пееме. Истата слава ќе дадеме на Господ. Ќе биде небесна слава на нашиот Господ. А ова нова песна ќе се вклопи во новата реалност и новата состојба на созданието. Исус вели ќе направам се ново, ќе дојде се ново. И ќе имаме нова песна на славење. Во Откровение 7, 9 до 11 вели потоа видов и ете големо мноштво на народ, кој никој не можеше да го преброи. Од сите племења и колена, народи и јазици, тие стоја пред престолот и пред јагнето, облечени во бели облеки и со палмови гранчиња во рацете, и воскликнуваа со висок глас велејќи за спасението наше, слава на нашиот Бог, кој седи на престолот и на јагнето. А сите ангели стоја околу престолот, старешините и 4 животни, и паднаа ничком пред престолот и му се поклонија на Бога. Амен. Сите народи, сите племиња, сите колена, сите стоја пред престолот. Никој не може да ги изброи. Славна гледка и стоја во бели облеки. Значи, очистени сме веќе од јагнето. Бели сме, измиени сме. Стоиме пред него со висок глас за слава на Господ кој е на престолот, слава на јагнето кој се даде и се жртвуваше за нас. Сите ова покажува, посочува кон Божјата праведност и победа. Господ е над се, Господ е милостив, Господ е праведен. И еве зошто е важно славењето. Еве зошто е централно во нашиот живот. N.T. Wright, кој што е познат теолог и новозаветничар, вели, и тој има многу да каже на оваа тема, ама ќе одвојам само една мисла, вели, ако мислиме дека идејата за вечност во која го славиме Бог звучи досадно, тогаш не сме разбрале воопшто што значи која е славата на Бог. Не сме разбрале што е славење, не сме разбрале кој е Бог. Знаете, оние цртани харфичка на облаче, или нешто се замислува, може би хор, кој носто пее и може би звучи, на нас така не звучи досадно, пошто овде имаме многу активности. Ние не сме ни свесни што значи славата на Бог. Уште не сме свесни. Бидејќи Божјата слава е толку силна, што ние не можеме да поднесеме. Всушност во Излез 19, кога Мојсей требаше да оди во шаторот во таа скинијата, не можеше да влезе, затоа што пишува дека беше шаторот полн со Божјата слава. Ние не сме достојни за неговата слава. Не сме свесни што значи тоа и колку ќе биде. Не сме свесни што значи цела вечност да го славиме Господ. И што тоа, пак ќе кажем, никој во детали тоа не знае што значи, но знаеме дека Божјата слава е голема и дека ќе биде нешто неопишливо, ќе биде нешто кое што само Бог може да го даде. Како да славиме тогаш? Што значи тоа? Како што спомнав, не е само со музика, иако е доста голем аспект од славењето, иако низ цела историја се користи музиката да се слави Бог на различни начини.
секогаш постоело пеење и песна за нашиот Господ. Секогаш имало инструменти, дури и играње запишано на некои места во Библијата, затоа што цело битие се радува кога го слави Господ. И преку песна и музика тоа е уникатен начин на славење. Како што можеме со музика да се изразиме за било што, така и за славењето не може со други зборови. Музиката помага, песните помагаат да се запамти многу пати и Библијата ако пееме стихови, ако пееме стихови. И не припрема за богослужбата, не припрема за Божјиот збор. Доаѓаме пред него со музика. Меѓутоа, не е само тоа. Други аспекти од славењето се молитвата, читањето на Словото, проповедањето, исповед, каење, крштевање и причест. Не мора да сте музичар за да го славите Бог. Не морате ни проповедник да бидете за да го славите Бог. Треба вашиот живот да биде славење на Бог. Секој секаде може да го слави Бог и секако дека ни проповедникот, ни музичарот не е одземен од тоа. Дека секој ден треба да се моли, да го чита Словото, да се предава на Господ, да се кае, да се препушта во негови раце и да му даде слава на Бог. Сите ние имаме таа можност да го славиме Господ. Секој ден да се подсетуваме пред кого стоиме, дали имаме страво почит или како приоѓаме пред Господ. Дали ни е на распоред да се помолиме, да читаме или вистински сакаме да му дадеме слава на Господ. Како што веќе јас сум активна во музиката, многу пати јас лично не идувам на проблеми со тоа, бидејќи знае да биде многу површно и тоа. Кога имаме музика, кога имаме инволвирано и бенд, и музичари, сето тоа некогаш знае да стане површно, знае да стане шоу, перформанс и да се фокусираме тотално на тие работи, наместо на слава на Бог. Сум била, фала на Господ, на многу големи конференции и настави во светот, што навистина е голем благослов. Многу од нив биле само концерти, а многу од нив биле вистинско славење. И затоа тоа е морам да кажам дека тоа е еден тест и една прилика во која Господ мене ми зборува за тоа како всушност треба да го славим. Како пристапуваме дури и во тоа. Ако песните се христоцентрични, ако се базирани на Словото, ако се инспирирани од Духот и ако оној кој ја води ги исполнува принципите од Ефесијаните, што го читавме, тогаш ќе даде првенствено слава на Бог. И еве сега само се ставам на тапет пред вас, бидејќи морам јас да го поминам тој тест секој ден. И додека ја пишував оваа тема, иако многу пати знае да биде технички и сувопарно, бидејќи бараме извори, бараме начини на кои ќе формулираме мојата глава, параграф, како и да е. Толку пати Бог буквално ме застануваше на сред реченица, на сет истражување. Имав потреба да ставам се на страна и да се молам и да го славам. Бог толку пати дојде за време на тоа, бидејќи кога срцето на вистина е отворено за тоа, Бог толку многу ми даде зборови за тоа што не треба да правам во тие моменти или како правилно да го славам Господ, што беше најголем дар. И многу пати запишував на страна повеќе од колку што пишував овде, бидејќи Светиот Дух е сила. И кога го бараме и додека се молев и некогаш ми беше стварно тешко и да продолжам, немав ни енергија, немав ни желба, Господ доаѓаше и се објавуваше цело време. И она што го слушав беше продолжи со славење. Не само јас, продолжете со славење. Продолжи, води ги луѓето во славење. И морав да скршам многу работи кај мене. Мораше Господ многу работи да исчисти, многу работи да тргне од мене. Многу работи да ми разјасни и на многу работи да ме истестира. Стварно каја моето срце. Со што го правам тоа што го правам? Искрено имав многу прашања кои што бев као зошто воопшто го правам, тоа се најдов во ќош. Се додека Господ пак не се спушти со својата слава и јасно ми стана зошто го правам тоа. Нема ништо повеличествено од тоа да се слави името на Бог. Додека ја бранев дипломската, едно прашање од бордот таму беше како да го смениме тој момент, еве да кажеме во музиката, да не биде шоу и да биде или како јас тоа би го направила. И навистина тоа беше едно од прашањата кои ми беа тешки да одговорам. Но она што Бог ми го даде е дека ако јас бидам во можност да го славам Бог
И ако нешто шкрипи, и ако некој заборави текст, или јас заборавам текст, или не знам, нема никакво озвучување, нема струја, не знам, што и да е. Падне звучникот, не знам. Ги заборавам акордите, заборавам текстот. Се ми се има случајно иначе. Немам глас, ми се спретпетуваат прстите и така натаму. Дали, прашањето од Бог беше, дали тогаш ќе продолжиш да го славиш, дали ќе бидеш во можност да продолжиш да му пееш и да го славиш Господ. Затоа што ако се фокусираме, ако се подпирам само на тие фактори, тогаш јас најчесто нема да можам да го славам, бидејќи стално има нешто. Стално има нешто. Дали ќе можам да продолжам да го славам Господ, бидејќи тоа сепак е најважно. И да продолжам во тоа славење. Да го дадеме за Бог најдоброто. Секогаш кога го славиме, да го дадеме за Бог најубавото. И да вложиме максимум труд. Да не кажеме, ова е добро, Бог е, Бог знае. Мислам, Бог. Баш затоа што е за Бог, да го дадеме најдоброто. Но фокусот пак не смее да биде на тоа. Колку е мојот талент добар, дали си добар во проповедање, дали си добар во јавно да се молиш, пак не смее таму да биде нашиот фокус. Не смееме на тоа да се потпреме, туку тоа да го славиме Господ. И тогаш ќе имаме најдобро славење. Интересно што најмногу коментари сум добила за убаво и благословено славење било тогаш кога сум била стварно без глас или кога сум сгрешила многу работи, кога јас сум била целата во едноставно можеби сум била изморена. Тогаш Бог најмногу се прославува, бидејќи секогаш Бог ќе ме потсетува, не е до тебе, не е до било кој друг. Јас доаѓам и работам преку тебе само ако имаш отворено срце. Како го славиме Бог? Секој ден. Како оваа црква го слави Бог? Дали Бог е центарот или нешто друго преовладува во оваа локална црква, во нашите животи, во нашето славење, дома, кај да сме, внатре во нас, што преовладува? Дали имаме страва почит кон Бог? Да го почнеме секој ден со славење на Бог и ќе бидеме исполнети со Духот. Тогаш ќе имаме увид во волјата на Бог и ќе учествуваме во небесното славење. Амин. Господи, фала Ти затоа што Ти си Богот кој го обожавам. Фала Ти што, Господи, толку милостиво ни даваш пристап, Исусе, да дојдеме и да клекнеме пред Тебе и да Те славиме. Господи, поучи не што е правилно славење. Поучи не, Господи, како да се откажеме од себе и Тебе да Ти ја дадеме честа и славата. Те молам, Господи, секој ден кој е тука, да биде допрен од Твојата слава, од Твојата големина, Господи. Покажи се, Исусе Христе, не објави ни се, затоа што многу си ни потребен, Исусе Христе, и стварно копнеам да видам Твојата слава, копнеам да видам во Твоето свето присуство, Господи. Нека овие зборови што ги слушаме и што ги читаме, Господи, навистина да бродат плод. Бидејќи не постои апсолутно ништо што е поважно од тоа да Ти се даде слава на Тебе, кој си Господ над се. Да молам, Господи, прими ја славата и честа преку се што правиме и нека секоја наше дело да донесува слава на Тебе, Господи. Секоја наша одлука. Нека, Господи, навистина одбереме да бидеме мудри, исполнети со Духот, за да Тебе Ти оддадеме слава и чест. За да живееме свето и праведен живот пред Тебе, Господи, за да можеме да Ти дадеме слава. Прими честа и славата, Исусе, нека и делувај во сечи живот. Амин. Сега сакам да испееме една песна, која што е нова за нас. И оваа песна нема многу текст, но сакам сега да станеме и да го славиме Господ преку песна и молитва. И рефренот на оваа песна е Јешуа, што значи Исус. Јешуа, и тоа има сила во името на Исус. Ке го пееме тоа и ќе бараме од Господ да ни зборува, ќе бараме од Господ да ни се објави. Тој е тука
да видиме неговата слава. Молете се, пејте, благодарете му на Господ, дозволете му да навистина е добре. Тој е таму каде што може би нема пристап. See